Во момент кога Европската Унија повторно го отвара прашањето за сопствената ефикасност и можноста за натамошно проширување, Македонија се обидува да ја задржи видливоста и поддршката на европската сцена. Меѓу дипломатските кругови веќе со месеци се дебатира за можноста дел од одлуките во проширувањето да се носат со така нареченото квалификувано мнозинство, наместо со едногласност. Поранешниот амбасадор Јован Донев вели, идејата звучи охрабрувачки, но патот до нејзина реализација ќе биде долг и тежок. Дел од земјите членки не сакаат да се откажат од можноста за вето, дури ни во ублажена форма. Со повеќе од 50% од членките на Европска унија, ако поддржат еден предлог за започнување на преговори за отварање на поглавјата, во тој случај вето не може да стави друга членка, односно и да стави нема таква сила, нема сила на вето. Може да гласа против, ама нема сила на вето. И ќе се отворат евентуално преговорите за прием во Европската унија. Тоа е добар знак. Што ова би значило за Македонија? Иако формално блокадата останува на маса, промената би била значајна. Доколку повеќе од половина земји членки дарат зелено светло, Македонија би можела да напредува низ поглавјата и кластерите, без една земја да го сопре процесот. Тоа, според Донев, би ја потикнало владата да работи поинтензивно на реформите, затоа што секој поминат чекор би имал поголема тежина и би бил помалку ранлив на политички условувања. Паралелно, Грција најави собствена иницијатива за поддршка на европската перспектива на Западен Балкан. Сигнал дека Атина сака да се позиционира како регионален фактор во проширувањето. Но Донев предупредува, вербалната поддршка не секогаш се претвара во политичко гласање, бидејќи дел од земјите членки имаат свои внатрешни блокади и нерешени дискусии околу реформата на Европската унија. Тоа е вербална поддршка која што ја слушаме од сите држави на Европска унија, кои ќе дојдат овдека цело време зборуваат за поддршка што ја дава еве го сега германскиот министер за надворешни работи на турнејата низ Западен Балкан, ја искажа поддршката на неговата држава за прием во Европската унија, од друга страна самата германска влада не може да ја поддршка дека не се реформира Европската унија, има врзани раце. Они желбата ја покажуваат, меѓутоа од друга страна имаат внатрешни пречки кои што не може така лесно да се реализираат. Инаку иницијативата за квалификувано мнозинство не е нова. Со месеци се разгледува во Брисел, но за да стане реалност, Европската унија мора прво да обезбеди едногласие, што во сегашните услови е сериозен предизвик за унијата.